Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за фунгални, односно габични инфекции. Сега, проблемот е да нема тука што да спомнам нешто уникатно, бидејќи имуниот систем не действува на некој си посебен начин кон габите. Значи, реагира слично како што би реагирал кон бактериска инфекција. Сега, ова главно се должи на фактот дека габичните инфекции не се толку чести, така што и не се ни толку проучени. Не е обрнато многу внимание. Поради тоа немаме некои конклузивни сознанија дека имуниот систем некако уникатно се бори против фунги. Вред, од тој аспект видео ќе биде доста штуро и сакам само да ги прелетам работиве, бидејќи во плейлиста имунологија немам што да зборам за имунолошкиот дел. Но сепак сметам дека е битно да ги спомнеме. Така да, ајде да започнеме. Фунгалните, односно габични инфекции се предизвикани од фунги, односно габи. Значи тоа е сосема посебно кралство на живот, кое доста не ни се спомнува кога учиме нели во основно и во средна школа по биологија, а е многу интересно. Значи животниот стил, животниот циклус на габите многу се разликува и од животни и од растенија. И дали науката која ги проучува габите се нарекува микологија. И инфекциите од овие фунги, односно габи, се нарекуваат микози. Сега, габите имаат релативно сложена класификација, значи подели се на различни типови, редови, фамилии и така натаму. Нема навлегуваме у тоа, ќе ги поделиме само на 3 групи врз база на тоа како изгледаат. Океј? Сега некој кој ќе ти спомне печурки, габи или фунги, првото нешто што ти паѓа памет се тие кои што се повеќе клеточни, имаат плодно тело, излегуваат на површината, а тоа се главно базидомикоти. Така знаеме дека овие некои од нив се јадат, некои се токсични, некои имаат психоактивни действија и така натаму. Сега, следни се кваците. Да, кваците се габи. Сега кваците се користат во многу индустрии, нели, во производство на леп, пиво и многу други прехранбени продукти. Исто често се користат при биоинженеринг и така натаму. Тие кваците се едноклеточни еукариотски организми кои што се делат со пупење, така што во даден момент може да изгледаат како повеќе клеточни, али се едноклеточни. И за крај ги имаме мувлите. Така, значи сите сте виделе мувла кога скапува некој овошје, кога му влосува лебот, мувли под зидови кога е влажна просторијата и слично. Интересно е дури како се организирани мувлите. Значи мувлите растат во структури кои што се нарекуваат хифи. Океј, значи тоа се како долги конци, ако ги гледаш под микроскоп, кои се направени од повеќе клетки. Така, значи се овака се фунгални клетки на мувлата. Сега, интересно е дека и ќе речеш добро, ова е повеќе клеточно, очигледно. Но кај некој мувли, некогаш, кај некој хифи, преградите помеѓу секоја клетка може да не се целости. Септите се нарекуваат. Така што некои биолози ќе речат, ова не е повеќе клеточен организам, ова е едноклеточен кој има повеќе јадра. Така, бидејќи нема граница кај завршува една клетка, кај почнува друга. Така, значи отвори се. Цитоплазмата им е директно во контакт. Така што тука има малце проблематика, но тоа нас сега не занима. Сега. Значи, како што спомнав, може да бидат повеќе клеточни и едноклеточни, и тие кои прават инфекции кај луѓето, главно се едноклеточни. Вред, сега и мувлите прават инфекции, тие се повеќе клеточни, но генерално се инфекција од кваци. Сега, во однос на структурата, да, еукариотски тип на клетки имаат габите, имаат клеточен зид. Но овој клеточен зид не е како тој кај бактериите или растенијата. Значи имаат различна структура. Значи видиме, значи имаат фосфолипид за клеточна мембрана, добро, тоа е исто како кај нас, но имаат ергостерол наместо холестерол. Ние знаете, имаме холестерол во нашата клеточна мембрана и дава флуидност, но они немаат холестерол. Океј. Добро, имаат протеини вградени во мембраната и во клеточниот зид. Океј, тоа се подразбира. Сега во клеточниот зид, една од главните компоненти е хитин. Хитин го нема кај растенија, ни кај бактерии, али хитинот го има кај инсекти. Така што екзоскелетот на инсектите е направен од хитин. Друго, имаат доста гликани, значи имаат целулоза, гликоген, што е многу интересно. Исто имаат бета-1,3 глукан, кој е најчестиот и тој е карактеристичен доста за габи. И овие гликани се испреплетени едни со други и така го формираат клеточниот зид на габите. Сега, габите се всушност биолошки гледано поблиску до животни него до растенија.
Се ги речеш, чекај малце. Како е тоа можно? Спрема одредени карактеристики ако ги следиш, искача така. Као што спомнав на пример дека во клеточниот зид содржат гликоген. Исто и внатре во клетката содржат гликоген. Така го складираат резервниот шеќер. Не го складираат како форма на скроп како растенијата, него како гликоген како животните. Нели ние имаме гликоген во црниот дроб и мускулите. Инаку овде во табела има една всушност грешка. Растенијата може да бидат едноклеточни. Добро, се зависи малку од дефиницијата, но има доста алги кои што се сметаме дека се растенија. Например, отворете си бацилариофита, односно диатомеи, силикатни алги. Тие се растенија, нижи растенија кои што се едноклеточни. Така што не мора да се повеќе клеточни растенијата. Но окей, не занима се тоа толку, тоа е повеќе биологија. Сега инфекциите кои што настануваат кај луѓето од страна на габи, главно се од страна на квасци и мувли. Така значи бази домикоти печурки не растат на нас. Не си видел човек да е инфициран и не му расте цела печурка од страна на главата. Значи главно се од едноклеточни организми. Почесто квасци. Сега нормално настануваат инфекции од мувли и инфекциите од мувли почесто се респираторни инфекции, додека инфекциите од квасци повеќе се кожни инфекции. Сега мувлите како стигаат до нас? Како стигаат и квасците до нас? Тоа е прашање. Габите всушност ги има насекаде. Значи, кога ќе оставиш леб така на масата и лебот ќе ти мувлоса, како стигнала габата на нејзе? Си качила по масата по полека и стигнала? Не. Значи, габите се наоѓаат насекаде, имаат спори. И ако се најдат во соодветна средина, ќе може да се размножуваат. Така што ние цело време дишеме спори од најразлични мувли, само што имуниот систем ги средува така што нема инфекција, најчесто. И овдека имаме примери од некои најчести квасци кои предизвикуваат инфекција, тоа се од редот кандида и криптококус, додека кај мувлите се аспергилос и мукоралес. Аспергилус нигер е тоа, например, што го гледаш кога лебот ќе почне да ти мувлосува. Сега постојат и некои габи, односно фунги кои што се диморфни. Сега што значи тоа? Може да се однесуваат и како мувла и како квасец. Значи растат некаде во некоја околина на почва некаде. Растат како мувла, додека спорите може да им се однесуваат како квасец. И слично. Значи многу се чудни фунгите. Например, отворете што се лишаи и малце прочитајте ќе видите колку е чудна работата. Океј, тоа беше генерално за биологијата на фунгите. Ајде сега 2-3 збора за имунологијата. Значи инфекциите главно стануваат кај луѓе кои што се имунокомпримирани. Значи тоа е главно при трансплантации, бидејќи нели они се на терапија за да организмот не го отфрли пресадокот, така што нивниот имун систем им е супримиран и може да фатат габична инфекција. Кај пациенти кои имаат канцер, не дека самиот канцер влијае, него тие пациенти примаат радиациона терапија, хемотерапија и тоа го снижува имуниот систем, така што и тие се поподложни. Пациенти нормално кои имаат ХИВ, односно СИДА. Сега речете зошто пациенти кои примаат антибиотици, што има тоа врска? Кога примаш антибиотици се нарушува нормалната микрофлора. Сега тоа најчесто е микрофлората на кожата, која всушност се заштитува од габични инфекции. Значи, нормалните бактерии кои што се наоѓаат на површината, се во некој баланс. И ти сега примаш антибиотици, тие ќе ги уништиш и сега може тука да дојдат габи кои може да направат проблем. Вред? Така што многу често при долги терапии со антибиотици знае да се јави инфекција со кандида. Вред. Сега, како имуниот систем реагира кон габите? Како што спомнав почеток на видеото, не се разликува нешто многу од тоа како што би реагирал кон бактерии. Најверојатно бидејќи не е доволно изучено. Сега ќе направиме само една многу кратка сумација на претходните 120 видеа во плейлистава по имунологија. Така значи имаме некоја си габа, нормално има наразлични антигени на својата површина. Нормално ќе се активира системот на комплемент, ќе се направат мембрански напаѓачки комплекси кои ќе пробаат да нападнат нападнат овој организам, ќе се формираат анафилотоксини или C3A и C5A,
кои што ќе зголемат воспаление на околната средина, ќе имаме на различни клетки на вродениот имун систем, кои што имаат на различни pattern recognition receptors, со кои ќе ги препознаат овие антигени, така, ќе ги фагоцитираат дадените габи, нормално и системот комплимент ќе се налепи, ќе ја опсонизира габата, така што со C3 Б рецептори на макрофагите, тоа исто така ги му возможи полесно да фагоцитираат габата. Те исто така ќе ослободат цитокини, кои ќе извршат сигнализација на најразлични други имуни клетки, настигнат на местото, ќе се покрене воспаление, кој исто така ќе помогне, ќе дојат неутрофили, ќе ослободат цел коктел на биоактивни материи, кои ќе ја уништат дел од габите, но исто така ќе уништат и дел од околното ткиво. Имаме дендритични клетки, кои што ќе земат дел од антигените, ќе ги презентираат на МХЦ класа 2 и на МХЦ класа 1. Тие дендритични клетки ќе отпатуваат, нели ќе експресираат провен одреден хемокин рецептор, па со тој хемокин рецептор ќе може да си го најдат патот до најблискиот лимфен јазол, каде што ќе контактираат најразлични Б и Т клетки, ќе најдат соодветна Б и Т клетка. Тие Б и Т клетки ќе се активираат, ќе стигнат у периферната циркулација, ќе испуштат и они своји цитокини, Б клетката ќе се диференцира во плазма клетка, ќе почне да прави антитела против габата и така натаму и ќе се реши проблемот. Така значи ова е една многу кратка сумација, како што спомнав на претходните 120 видеа. Сега, нормално ќе има некои негативни ефекти, за ова зборев во видеото претходното каде што зборев за бактериски инфекции, продукција на радикални кислородни молекули, формирање на грануломи, некогаш не мора да значи, бидејќи габите може да бидат интрацелуларни патогени, може да настават цитокински бури и така натаму и така натаму. Значи за се тоа зборев во претходното видео, нема што да се повторува. Инфекциите главно се акутни, но може да бидат и хронични, и како што спомнав, главно се или на површината кожата или респираторни. Сега, ние можеме да ги поделиме на површни, кожни, поточно мукокожни, подкожни и длабоки. Сега, длабоките некогаш ги нарекуваат и системски, или пак ги делат на две посебни групи, не знам зошто. Сега, длабоките исто така можеме да ги поделиме на примарни и опортунистички. Значи, примарни инфекции се од некои габични патогени кои што можете и здрави индивидуи да ги закачат, додека опортунистички се најчести, а тоа е кога имуниот систем е на некој си послабо ниво, може да се закачат тие инфекции. Овдека провин се површните инфекции, така и мињата на површните инфекции. Можете, ако сакате, да си отворите на Википедија, да си видите кој патоген тоа го прави, каква е клиничката слика, што се користи и така натаму, но тоа се информации кои се небитни за видеово. Ги имаме понатаму, овие се мукокожните инфекции, ги имаме подкожните, имаме за крај овие длабоките или системските, и ги имаме опортунистичките, и ги имаме примарните. Во ред. Сега, да речеме дека си инфициран, како ги знаеме од што си инфициран? Диагностицирањето е релативно исто како за бактериските инфекции. Значи, ако е кожна инфекција, ќе се земе бришче од каде што се наоѓа раната, или пак кожни струготини може да се земаат и слично, тоа се става во соодветен раствор, може, но и не мора, па се сади на подлога, која може да биде селективна, значи да се стават антибиотици со цел да не растат бактерии, така да растат само габиве. И тоа ќе порасне и потоа може да се види. Некој искусен медицински микробиолог може да увиди која габа ја извршила инфекцијата или пак да се прават понатамошни анализи. Се врши микроскопирање да се види дали се квасци или имаме хифи, односно да се види дали се мувли. Може да се прави серолошки тестови, исто како и бактерии, се зема крв од пациентот, се гледа дали има одредени антитела против некои најчести патогени, така или пак дали има антигени, дали се присутни. Ова главно се прави со ELISA техники. Имаме молекуларни тестови кои што ретко се користат, но тоа може да биде пример PCR. Треба да се нарачат одредени праймери за најчестите патогени, па да се тестира што е. Но тоа ретко се прави. Сега, кога ќе знаеме што е, така и пациентот не може да се избори, дали ние можеме да му помогнеме. Така, и нормално може. Фармакологијата е стигната далеку, така што има најразлични лекови кои може да се користат, главно спаѓаат во овие три класи,
Во ред. И генерално действуваат на клеточниот зид, односно клеточна мембрана. Значи има на интернет како е механизмот на действување. Сите овие антимикотици се нарекуваат, но тоа е генералната идеја. Сега овде има на табела кој медикамент е по-ефективен кон која инфекција, и овдека имаме потоа една табела која ни кажува штетните ефекти на самиот лек и колку кошта. Генерално, медикаментите кои што се за кожни инфекции се поевтини, доека тие кои што се примаат системски, така значи се голат капчиња или се примаат преку инjekција, се поскапи. Бидејќи генерално нема толку габични инфекции како што има бактериски и вирусни, не се вложени големи пари во тоа, така што сепак се поскапи лековите. Сега, дали можеме да користиме и некои по-специфични терапии? Да, значи може да се користат моноклонални антитела, исто колку и бактериските инфекции. Така, но тие се многу скапи. Може да се развие некоја терапија користејќи вируси, тоа не се фаги, бидејќи фаги се за бактерии, но некои вируси кои што напаѓаат габи, така што може нив да ги користиме со цел да се лекуваат габични инфекции, но најбитно од се е да се води здрав живот. Ако си здрав, ако имаш здрав имун систем, генерално нема да фатиш габична инфекција. Нормално сега во одредени случаи кога што примаш имуносупресивна терапија, ни здрав живот не ти помага, но сепак е еден голем плюс. Така изборе во претходното видео што е здрав живот, мислам сите си знаете. Така храни се здраво, повеќе овошиш зеленчук, да спиеш доволно, тоа е многу битно, и физичка активност. Океј. Тоа беше генерално се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Ова беше едно кратко видео. Сакав само да спомнам некои општи работи за габи и габични инфекции. Значи нема некои си многу интересни работи во однос на имунологијата. И тоа беше се. Ќе се видиме во следното видео. Пријатно!